Белата маска. Ноќ на вештерките, мојата омилена ноќ. Сама дома со хорор филмови и колачи. На програмата беше филмот Белата маска. Кога почна филмот, на екранот се појави мојата улица, поточно мојата куќа. Следев се, а сите светла се изгаснаа, се исклучи телевизорот. Осетив чудна присутност околу мене. Беше тоа некоја црна сенка која почна да кружи околу мене, носејќи нож во рака. Застана пред мене и видов бела маска која го прикриваше лицето. Нејзините раце беа бели како снег. Имаше долга црна коса која го покриваше со капото. Не сакам така да умрам, си викав во мене. Но го гледав ножот кој стоеше на масата на 1 метар од мене. Ја собрав целата храброст и заминав по него. Се случи многу брзо, не ни приметив дека ножот ти го забив во срце. Из маската се спуштија крвави солзи. Сенката ја тргна маската и го покажа своето бело лице. Само тивко изговори: "Фала ти, ми ослободи од проклетството, но сега е твој ред." Додека го кажуваше тоа и мене ме направи таква рана. Стоев така маѓепсара, не се мрдав ниту зборував. Почна да зборува неразбирливи зборови, а нејзината крв почна да се спојува со мојата. Ги затворив очите. Одеднаш вресок од телевизорот ме пробуди. Фала Богу, тоа беше само сон. Се насменав, но насмевката брзо ми исчезна. Кога го потивнав ракавот на пижамите и на мене видов свежа рана, се уште влажна од крв. Оваа кратка хорор приказна е преземена од Facebook страната Хорор приказни. За повеќе вакви приказни, за следете не, оставете лајк и коментар. Поздрав!